Според Библијата, гревот не е само чин. Не е само дејство, гревот е моки. Кога ќе сгрешам со умот, гревот го уништува мојот ум. Например, кога грешиме со умот, гревот ја закржлавува рационалноста. Рационализираме. Викаме, ова не може да се случи. Имаме комшија кај нас што реновираат. Знаете дека ѓубре, она што е шут, не се фрла во канта или во контейнер за ѓубре. Ке стане стабајле, ке излезам долу на канцеларија, 3 вреки со шут ставени пред контейнер. Тој што ги оставил рационализира. Добро да може да ги дигнат и тие 3 вреки, што се тие во однос на цело ѓубре од Скопје што се носи. И така натака, цело време си рационализира, си грешиш со умот, со размислувањето и закржлавуваш. Се повеќе и повеќе. Кога ќе грешиш со емоциите, гревот ги закржлавува. Сакаш се повеќе и повеќе емоции на начин на кој не треба да ги добиеш, полека ќе почнеш да отупуваш. Кога грешиш со волјата, гревот ќе почне да ја уништува слободната волја и само контролата што ја имаш.